Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Петок, 14 октомври, добар ден. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на политичкиот магазин Пулт, кој го слушате секој петок на Радио Слободна Македонија. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан е во посета на Скопје. Ке се сретне со лидерите на 4 политички партии, со премиерот за спроведување избори Емил Димитриев, со специјалната обвинителка Катица Јанева и со представници на граѓанскиот сектор. Во меѓувреме претениците закажаа седница на која во понеделник треба да расправаат за буџетот, а потоа и за прашањето на распуштање на парламентот. За посетата на Хан и политичките случувања во пресретни изборите кои треба да се случат на 11 декември, во Пулт ке разговарам со политичкиот аналитичар Никола Србов. Останете со нас. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, како што најавив, разговарам со Никола Србов, политички аналитичар. Добре дојдовте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добре најдов. Господин Србов, денеска во посета на Скопје еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Тој во пресрет на неговото доаѓање испрати една изјава во која вели дека сите услови за избори се исполнети и дека со нетрпение очекува да ги оствари средбите во Скопје, меѓу кои со специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Што можеме да очекуваме од неговата денешна посета? Како што веќе самиот кажа пред да дојде дека сите услови се исполнети, при тоа да не заборавиме дека ова е една од редовните посети на Хан пред составување на извештајот за Република Македонија во Европската унија од европратеникот за проширување Јоханес Хан, во кој за жал постојано заради опозицијата ќе добиеме условена препорака за влез во Европската унија. Коцјанчиќ изјави дека било предвидено 2 дена пред распуштањето на собранието во пресрет на парламентарните избори во Република Македонија дека ќе дојде европратеникот Хан и еве сега Хан тоа всушност го прави. Со самото тоа кажува дека сите услови се исполнети за одржување на парламентарни избори на 11 декември оваа година. Во однос на средбите, политичките партии во Република Македонија, мислам дека сите до сега се јавно се изјаснија дека се исполнети условите од Пржинскиот договор. Ова сега што нешто плюс се бара е настрана надвор од Пржинскиот договор кој беше подпишан. И во таква ситуација мислам дека нема повеќе простор за бегање ниту ке политичките партии, ниту ке Европската заедница, ниту пак ке стручната јавност да се измисли нешто ново за бегање од избори. И мислам дека Јоханес Хан ќе дојде само ќе го потврди тоа. Сега има едно друго прашање, бидејќи тој се сретнува со 4 политички партии, со Катица Јанева, со СЈО и со граѓанскиот сектор. Дел од граѓанскиот сектор можеби ќе влезе во некакво убедување и црнење на предизборијата, мислам на овој период пред да се распише, да се распушти парламентот. Но мислам дека Хан тоа воопшто нема да влие. Човекот е, како што гледаме, одлучен дека треба да се одржат избори, дека има услови за фер и, како што кажа, кредибилни избори. Хан доаѓа на 2 дена пред закажаната седница во собранието, на која што има 2 точки на дневен ред. Првата е усвојување на буџетот за 2017 година, нешто на што инсистира владачката партија за да не дојде до нови кризи пред и по изборите. Втората точка е распуштање на парламентот. Но пред да дојде до дефинирање на овие точки на дневен ред, постоја иницијативи од СДСМ и од пратеникот Павле Трајанов за усвојување на барањето на специјалното јавно обвинителство. Клучното барање речиси неограничен мандат за функционирање на специјалното јавно обвинителство. Ставот на ВМРО ДПМН беше дека тоа е надвор од Пржинскиот договор и дека нема причина воопшто да се расправа за една таква точка. А може ли посетата на Хан да се толкува и како или да се очекува од посетата на Хан да произлезе и барање за исполнување на очекувањата на специјалното јавно обвинителство? Хан стави подпис на првичниот договор, значи тој е гарант за тој договор. Мислам дека од рамките на договорот нема да има отстапување. Тој е гарант и Европската унија стои по тој договор. Ние можеме сега да измислиме милион други барања и услови кои се надвор од договорот, но сето тоа оди во корис на откажување или одложување на изборите или комплицирање на избирачкиот процес. Така да мислам дека и самиот Хан нема да си го наруши својот кредибилитет, да доаѓа сега и да прави некој
нови измени или да воведува некои нови модели кои се надвор од пржинскиот договор. Мислам дека нема да се го дозволи ниту тој луксус, а Социјалдемократскиот сојуз го пушта Павле Трајанов, сега како што гледаме во последниот период, да ги врши тие да не се изразам сега лошо, тие валкани игри, и тоа се оди во корист на одложување на изборите. Можно ли е одложување на Мислам изборите? дека во тој основ не е можно. Значи тоа не влегува во пржинскиот договор и нема причина зашто би се дискутирало по такво нешто. Се што влезе во пржинскиот договор, од СЈО, комплетирање целосно на нова институција во Република Македонија, и тоа за толку краток период, оформување на целосна инфраструктура од страна на владата на Република Македонија за да се создаде таа институција каква и да е, дали е уставна или неуставна. Адхок телото за медиуми, гледаме цензура во медиумите, сето тоа е исполнето од пржинскиот договор и сега да се излага надвор од тоа, мислам дека е бесмислено. Често од опозицијски аналитичари во таа опозицијска јавност можеме да слушнеме дека се стравува од можноста Уставниот суд да го укине специјалното јавно обвинителство по распуштањето на собранието и дека практично тоа би била точката на пресврт од едно предизборие кое што сите се надеваме нели дека ќе тече мирно и по сите стандарди и ќе дојде до избори на 11 декември, до една сосема нова кризна ситуација во државата. Очекувате ли дека е можно да дојде до нешто такво, дека Уставниот суд би се произнел и би укинал оваа институција, а со тоа и би настанале нови кризи во државата? Уставниот суд мислам дека нема ни да се произнесе за оваа иницијатива до одржувањето на изборите. За да не со цел да не се прават турбуленции во општеството, бидејќи секој излагање и коментирање на СЈО во овој момент, нели, создава турбуленции во нашето општество, дали ке едната или ке другата страна. Ја имам чувство дека Социјалдемократскиот сојуз сакаат и ќе го форсираат сега тоа прашање Уставниот суд да се изнесе по уставноста на специјалното јавно обвинителство. Се со цел да имаат нели фора неколку дена да прават протести, немири, така да се наруши предизборниот процес, да се отцрне, се фрли дамка на предизборниот процес. Но мислам дека до тоа нема да дојде, дека нема да се отвора тоа прашање и ќе се остане така како што е. Ги видовме со последните анкети некои предизборни рейтинзи кои што ги имаат ВМРО, ДПМН и СДСМ. Доколку тие анкети се точни, тоа значи дека целиот овој период на објавување на бомби, формирање на специјално јавно обвинителство, интензивна работа на тоа обвинителство, држање на државата во една кризна состојба не направило никаков ефект врз рейтингот на партиите. ВМРО ДПМН е повторно има убедливо водство, а малте не кај Социјалдемократскиот сојуз и не е забележана некоја поголема разлика или поголем пораст на рейтинзите. Со оглед на тие бројки, многуми имаат повод да се сомневаат дека ќе дојде до избори на 11 декември, затоа што опозицијата не би имала интерес да излезе во изборна трка, ниту од ЗАЕФ не би имал ниту внатре партиски интерес да се соочи со еден пораз во декември, а не би имала ни опозицијата интерес да си ги одмери силите во момент кога незиниот рейтинг не е поволен. Тука лежи фрустрацијата на Социјалдемократскиот сојуз. Видете, вие 2 години правите криза во државата. 2 години мобилизирате членство, невладини, така наречени невладени организации под капата на Сорос и разни шарени револуции. Објавувате бомби со нелегално прислушкувани разговори. Оцрнувате личности, лично нив ги оцрнувате, нивните најблиските фамилии ги оцрнувате. Значи, вадите се на ачик за политичарите во Република Македонија и гледате дека на крајот пак рейтингот не само што ви стои во место, може надоле да ви оди. Значи, тука лежи целата фрустрација. Тука е одговорот на прашањето кое се поставува деновиве кој тоа сака да избега од избори. Зарем, можно ли е ВМРО ДПМН, кој има стабилен рейтинг во изминативе 2 години, имаше 2% промена во рейтингот, да не сака да излезе на избори, од друга страна ги имате Социјалдемократскиот сојуз кој им стои рейтингот и сега ЗАЕФ доаѓа во ситуација да каже како ова веќе не важи, што си игравме со држава и со општество, си игравме, кочевме држава 2 години, кочевме, ајде сега да одиме на избори, ќе се изгубиме така и ќе заврши целата работа. Значи,
не им одат во прилог изборите и затоа се сомневам дека можеби ќе бараат некакви изговори за време на предизборната кампања. Има ли причина ВМРО ДПМН да не сака избори во овој момент со оглед на тоа што владата која што е формирана врз основа на освоеното мнозинство во парламентот во моментов е техничка, не е политичка, со оглед на тоа што имаат министер за внатрешни работи, една од највлијателните позиции во владата, доделена на Социјалдемократскиот сојуз, уште едно министерско место и 3 заменички места во владата, специјално јавно обвинителство. Има ли причина Груевски во моментов да не сака избори? И така има причина да сака избори, бидејќи во моментов придобиен избори не е на власт. Денеска немаме ни опозиција. Значи, кога велиме опозиција, денеска треба да внимаваме за кој избориме. Денеска си да се во Социјалдемократскиот сојуз се вклучуваме во владата на Република Македонија. ДПА не е во владата. Добро, ДПА значи имаме како опозиција. Другото се е позиција власт. СДСМ го држи едно од столбовите на министерството кои се столбовите на државата, тоа е безбедност. Министерството за внатрешни работи. Од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз му одговара ваква состојба, бидејќи вака без избори е на власт. Без избори си е на власт и си ги вдомува нивните партиски кадри по министерствата. Си ги вдомува своите партиски кадри во специјалното јавно обвинителство. Значи, на СДСМ ваква ситуација во моментов не многу му одговара. Кризна ситуација. Значи, држат 3 министерства држат, без одржани, без победа на парламентарни избори. Значи, повторно проработува на стара матрица ке социјалдемократите, без избори да се држи власта. Без да се прашаат граѓаните, туку да се влета во власта преку создавање на криза во државата. Ние 2 години имаме криза политичка, која имаше тенденција да премини во економска криза. Беа кочени и пред неколку години беше кочен буџетот на Република Македонија, од кој зависеа плати, пензии, функционирањето на системот на државата и функционирањето на целото општество. Беа пуштани афери од типот на дека ќе следи девалвација на денарот, пошто за еден ден, за една ноќ, заради еден спин пуштен од Социјалдемократскиот сојуз, македонските граѓани изгубија 5 милиони евра. Тоа се наши пари од мојот и вашиот джеб, граѓани кои стрчале да ги повлечат парите од банките. Заради еден спин пуштен и тоа во електронските медиуми на интернет, за да добие 1 поен Зоран Заев. Значи, која им е стратегијата на социјалдемократите? Да ја доведат државата во таква опасност, да создадат ки граѓаните револт, кој подосна ќе го пласираат, ќе го насочат тој револт кон власта. Гледаме дека тоа не им успева. Тоа е ставање во ризик на самото на самите граѓани на Република Македонија, се со цел да се извлече еден единствен политички поен. И мислам дека повеќе ваква состојба во Република Македонија е неодржлива. Ние не знам како ги издрживме овие 2 години. Претходните 2 циклуси кои беа откажани од страна на Социјалдемократскиот сојуз, ајде да го трнеме првиот на страна. Вториот датум кој беше откажан, пред 6 месеци. До сега државата и проектите ќе си продолжат да си течат. Ние сме во закочено општество, кај нас ништо не функционира. Во овој момент, да сакате вие да спроведете како институција некаков проект кој ќе биде за доброто на граѓаните на Македонија, вие не можете да го спроведете бидејќи сте закочени. Зошто? Бидејќи Зоран Заев нема рейтинг и не знае како на друг начин да дојде на власт, не знае да понуди програма и сака да ја закочи власта, да се создаде револт кај граѓаните и на тој начин да се пробие во власт. И на него му одговара ваква позиција, знаете, она ситно, не можеме ние ништо да освоиме, најде ќе држиме 2-3 министерства, ќе ги бутнеме тамо нашите луѓе, а при тоа збори за департизација на општеството, а гледаме на што личи таа департизација. Во министерствата кои ги водат, веднаш се вдомуваат нивните партиски членови. Да објасниме малку оваа конфузија. 2 пати собранието одлучи одложено да се распушти, односно во 2 наврати на иницијатива на ВМРО ДПМН и ДУИ, парламентот закажуваше датуми за избори 24 април, а потоа 5 јуни. Сега ВМРО ДПМН вели СДСМ нека побара да се распушти парламентот, затоа што 2 пати кога ние иницииравме, Социјалдемократскиот сојуз избега од избори. Таквата позиција на ВМРО ДПМН во моментов се представува како позиција на бегање од избори. Иако во 2 наврати видовме што точно се случи,
Добро? Вако од страна гледано, тоа е многу добар потек на ВМРО ДПМН. Бидејќи ВМРО ДПМН знае дека веќе дека и меѓународната јавност не може да ги одлага изборите, гледа дека веќе нема услови, нема што да им понуди на социјалдемократите, ајде направете го, затоа ќе ги одложиме изборите, ќе извршиме притисок врз ВМРО ДПМН. И тоа е многу елегантен предлог. Океј, луѓе, ние 2 пати предлагавме одлагање на избори, вие не изигравте. Сега предложете распуштање на парламентот, се извинувам, сега предложете го вие тоа распуштање на парламентот. Но што гледаме во овој случај? Распуштањето на парламентот се проблематизира со буџетот. Се влегува во една многу лоша стапица, буџетот кој треба да се гласа во понеделник, а при тоа да се распушти парламентот. Тој буџет важи и ќе може да се користи од 1 јануари 2017 година. Паѓаат во вода сите спинови дека бил нескорен како што треба или дека ќе се користел во некакви предизборни цели. Значи, тој буџет си започнува од 1 јануари 2017 година. И тоа го користат само како алатка за да се прави некаква обструкција врз распуштањето на собранието. Чеке, доколку некој ја освои власта на 11 декември, ќе може со ребаланс да ги измени, да го измени буџетот за 2017. Токму така, значи поентата е, ако сте сигурни во победата на изборите, искочете на избори, победете си на избори, составете влада во јануари месец, направете си ребаланс на буџетот и кај на приказната. Ќе си го направите, ќе си го скроите буџетот онака како што вие сметате дека треба да биде. Доколку се толку сигурни во победата на избори. Сега зашто го проблематизираат буџетот, бидејќи воопшто не се сигурни од тоа што го гледаат преку анкетите. Тука лежи целата игра на Социјалдемократскиот сојуз околу буџетот со распуштањето на собранието. Може ли големиот широк фронт кој што го најави Заев да биде добитна комбинација? Гледаме дека освен шарените револуционери, кои веќе си ги заземаат полека своите позиции внатре во партијата, а се прават и калкулации за добитни пратенички места за нив, може ли вклучувањето на албанскиот блок, представници од оваа етничка заедница високо во партиските структури, поставувањето на двојазични табли на дел од општинските организации и активностите за привлекување на тоа гласачко тело да бидат добитната комбинација за СДСМ? Видете, првенствено со ова Заев си ја растури внатре самата партија, а камоли па да добие нешто на избори. Прво околу албанците и двојазичноста и таблите кои ги редат. Значи, немојте да мислите дека некој оние членови, стари членови во Социјалдемократскиот сојуз им е мило што на таблите, на штабовите им се редат двојазични табли. Друга работа, кога збориме за двојазичност. Заев кажа дека некој си дете во Источна Македонија доколку сакало да учи нели музичко или некоја баба која сакала да се обрати во администрацијата на албански јазик, да и било тоа возможено. А зошто не ги спомне турскиот јазик, српскиот, бошњачкиот, кои се други се влашкиот, кои се други се во Република Македонија. Ние сме мултиетничко општество, ние не сме биетничко општество. Картата си игра да се повлечат албански гласови. Тој при тоа кажа дека СДСМ ќе направи најголема албанска партија. Верувате дека членството тој губи кај самото членство во неговата партија тој потек, а да не збориме за државата. Тој да добие 10.000 гласови од албанците, во истиот момент изгуби 30.000 кај македонците. Јас фрла државата во една опасна игра, тргува со националните интереси, им отвара нов фронт на албанците. Значи, утре кој да победи на избори, за да се состави владата, нели, победничката партија од албанскиот блок за составување на коалиција да се состави влада, може да ве услови со барањава кои ги поставува сега или нормиви кои ги поставува сега Заев, кои се надвор од рамковниот договор. Значи, им прави услуга директно на албанците во Република Македонија. А при тоа заборава дека ние сме мултиетничко општество, не е ова биетничко општество, нема само македонци и албанци во оваа држава. Друга работа, околу шарените револуционери. Да се ставиме, за момент во кожата на социјалдемократ кој 15 години работи за таа партија. Кој 15 години одел по митинзи на секакво време, студено, топло, дожд, снег, сонце и така натаму. 15 години одел по митинзи, 15 години одел по протести, блокади, агитирал по фамилии, по пријатели. Тоа го правил од душа
И сега на негово место, него низ штабот му дефилираат некои се извинувам, некои ново дојдени шарени, така наречени шарени револуционери. Друга работа, тој член 15 години плаќал членарина во таа политичка партија. Од таа членарина, денеска плата, земаат ново вработени шарени револуционери кои се вработија во органите на Социјалдемократскиот сојуз, а останатиот дел кој не се вработи во органите на партијата се вработи во СЈ. А пак другиот дел ги зема местата кои треба на листите за пратенички позиции, кои требаше да припаднат на лојалното членство, да се избере своји представници кои ќе застанат на тие листи. Во Социјалдемократскиот сојуз внатре постои раскол помеѓу самото членство, на старото членство кај социјалдемократите. Тие се целосно тие остануваат за секојаш социјалдемократи, нели? Но они се пасивизирани и они воопшто можеби нема не дискочат на избори овој пат. Заев си има проблем натре во самата партија. Плюс создава проблем во самата држава. Значи, води државата двојазичност. Што е двојазичност? Двојазичност може да води кон кантонизација. Нека не кажува некој дека ова се шарени лаги и измислици, дека Заев ја водел државата кон кантонизација. Преговараше со Беса за дводомен парламент. Дводомен парламент де факто води кон кантонизација. Кантонизација на државата води кон федерализација. А федерализација е чекор пред поделба на една држава. На што се цели? Се цели на македонскиот јазик. Како можете вие да ја направите Македонија да биде држава во која ниту една етничка заедница нема да се поистоветува со името? Треба да се смени или да се не може да се видите идентитет не може да се смени, но може да се измени да не бидеме запишани како македонци, туку да бидеме запишани како нешто друго. Значи, што е целта на една кантонизација? Една кантонизирана држава не може да обстојува доколку една од етничките заедници кои живеат во нејзе се поистоветува со името на државата. На тој начин автоматски таа е нели со самото име таа е на едно повисоко ниво од останатите. Мислам вака вулгарно кажано, нели? Значи целта е името доколку остане Македонија, ние да не бидеме македонци, а да не бидеме ние македонци тоа може да се изведе само преку јазикот и преку оваа двојазичност која ние спроведува Заев, или во друг случај ние да останеме македонци, но тука влегува во игра името на Република Македонија. И на таков начин веќе добиете кантонизација на државата. Не е кантонизација само ние ќе се поделиме западниот дел и источниот дел, ќе се поделиме во два кантони и се супер ќе се живееме како претходно заедно. Не. Ќе мора да има измена во нешто. Ќе мора да се реши спорот со Грција во тој случај. А во никој случај не би можело тогаш да се реши во наша корист, туку во корист на јужниот сосед. Заев постојано инсистира дека е изваден од контекст, иако во 2 до 3 интервјуа и изјави се потврди 4 пати човекот. Го повторува ставот. Ма се потврди 4 пати човекот. Има ли вадење од контекст кога станува збор? Ајде еднаш да го кажал, во ред, првиот пат не сме го разбрале. Исто така има обвинување дека ова е една црна кампања, иако темата двојазичност не ја спомнуваше никој додека не беше отворена од СДС. Да не се става во некоја незгодна ситуација, но човекот го гледаме на телевизија, тој самиот го зборува тоа. Значи јас зборувам како граѓанин на оваа држава и мене тоа ме погаѓа, верувајте. Еднаш не сме го разбрале, ајде секоја изјава он се да објаснува, не сте ме разбрале, окей, не сме те разбрале. Отиде во Прилеп, па го каже истото. Во Прилеп децата дучеле албански. Не имало ништо против децата македончињата во Прилеп или во Струмица дучеле албански. Значи окей, сите сакаме да знаеме јазици, тоа е богатство и така натаму. Не можете вие да му наметнувате на некој да мора да знае албански. При тоа заборава дека македонците во Западна Македонија имаат обструкции кога се обраќаат во административните единици, не можат на македонски јазик да се обратат на секое место. Во сопствената држава. А тој ќе во видува двојазичност во Штип, во Струмица, во Прилеп, во Битола. Самите македонци во Тетово, во Гостивар, во Дебар се обструирани за да се обратат на македонски јазик во институциите. Мислам, дегутантно е дури да се зборува за тоа, дека бил изваден од контекст. Кога ќе ја земеме
целата линија како се работува со албанскиот фактор, дека преговарал со Беса да се создаде дводомен парламент. Искачаше тој еден албанец, сега не ми текнува името, кој отворено кажа дека тој преговарал и дека сака да се редефинира општеството во Македонија. Истото го каже и Беса. Заев изјави на интервју дека сега било времето да сме одлучиле каква Македонија ние, во каква Македонија ќе сме сакале да живееме и да се редефинира државата. Значи сето тоа тој го кажува и тоа е Косовското интервју исто така беше. Косовското интервју. Сето тоа гледаме некои преговори кои ги вршат со албанците на Косово. Сето тоа создава една слика дека тој ја води таа политика. Да не се лажеме. Значи нема еднаш може да се извади од контекст, ајде два пати. Ама вие 2 години да водите една иста политика, значи по една иста линија да се движите, тоа веќе не е вадење од контекст, туку е водење на кон зацртаните цели. Мислам дека вчера имаше став на Социјалдемократскиот сојуз дека таблите во Чаир се без одлука на централното раководство на партијата. А кој ги стел таблите? Дошол некој, мислам, сами си се демантираат, што прават луѓето? Мене тоа не ми е јасно. Од кај им се тие табли, значи они спремиле табли да ги закачат и сега било без одлука. Кои земале самите членови во Чаири си закачиле табла? Веројатно ВМРО ДПМН ги поставува таблите. Или да, дошле од ВМРО ДПМН им ги поставиле таблите за да има приказа нели во медиумите. Српов, каква очекувате да биде улогата на специјалното јавно обвинителство во периодот што доаѓа? Гледаме дека имаат засилени активности, веќе беа одржани неколку пресконференции со детали од нивни истраги, покренати 2 обвиненија кои треба да се решаваат по брза постапка. Во едно од нив, од она што можевме да прочитаме, обвинете и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Видете, и до сега на специјалното јавно обвинителство неговата функција беше политичка. Да не се изразам вулгарно, партиска. Ние гледаме во ова тилово замерење на медиумите, СЈО го водат како посебна ставка. Не баре станува збор за партија, па и тука треба да прашаме дали со самото тоа социјалдемократите имаат повеќе време во медиумите од ВМРО ДПМН, бидејќи нели СЈО се мери посебно, но не се тоа на страна, дури и вака смешно. Сите пресови ги гледаме како им се настапите, значи чисто политички и за време на кампањата ќе искочат уште такви неколку пресови во кои ќе фрлаат дамки врз политичарите од страна од редовите на ВМРО ДПМН. Значи чисто политичка кампања ќе СЈО всушност ќе биде вклучен во кампањата на Социјалдемократскиот сојуз. Во даден момент за време на кампањата кога ќе одлучи раководството на СДСМ дека ќе треба СЈО да искочи со некаков прес, без разлика дали тоа ќе биде подкрепено со некој случај или не, но да се искочи така театрално да се објаснуваат тие, да се цитира тој правил, тоа го легнал нели на земја, ова му правил, она му правил. Чиста кампања политичка, партиска кампања. А да сега не би сакал да верувам дека ќе се дрзнат да прават нешто повеќе од тоа. Веќе тоа е многу осетливо прашање во многу чувствителен период. Тоа што може да се истори нешто во државата. Не сакам да коментирам во таа насока. До овој момент можеме да ги видиме партиите во една навистина конструктивна предизборна атмосфера. Груевски го гледаме секојдневно, промовира мерки од новата програма, што во спортот, што во социјалната сфера. Нови фабрики се отвараат, се ветуваат нови вработувања. Од другата страна гледаме представници на Социјалдемократскиот сојуз кои исто така излегуваат на терен, ветуваат одредени мерки, зборуваат за одредени прашања. Вака ли ќе тераат уште колку имаме 80 на дена, помалку од 60 на дена до избори? Дај Боже вака да тераат. Или ќе биде она стандардната црна кампања како што беше во 2014 кога малтене до една недела пред изборите атмосферата беше конструктивна, а потоа повторно СДСМ почна со објавување на прислушувани разговори, оцрнувања и така натаму. Видите, Социјалдемократскиот сојуз, кога сме кај програмата, да го земеме конгресот последен на Социјалдемократскиот сојуз. Нели они кажаа дека имаат програма проекти, но на тој конгрес Заев соопштуваше некои проекти и искрено кога ја го гледав конгресот на телевизија се чувствував како да сум на некоја лицитација. Значи кога Груевски кажал дека ќе направам 50 градинки, Заев вика јас ви ветувам 51 градинка. Ако Груевски кажал ќе направам 100 училишта, Заев вика јас ќе направам 101 училишта. Значи тоа е тотална безидејност.
Од друга страна, ВМРО ДПМН во сите предходни предизборни периоди гледавме дека излегува со програма, со проекти, подоцна излегува со отчет, што сработиле, што не сработиле, што планираат да сработат во иднина и слично. Очекувам дека Социјалдемократскиот сојуз во недостаток на така наречена позитивна кампања, предлагање на програма, проекти, бидејќи они го губат времето во црна кампања, наместо да седнат и да состават нешто конструктивно што ќе го понудат на граѓани така да победат на избори. Мислам дека во недостаток на таква кампања, они ќе преидат на црна кампања, а доколку се случи излегување на некаков разговор во овој период, тогаш вината ќе треба да бараме во СЈ. Еки Заев кажа дека сите снимки ги предал во СЈ. Тоаш Катица Јанева ќе треба да се седне пред јавното обвинителство и да се одговара како од ке не се излегуваат снимки од нејзиниот сев кој го бараше 2-3 кубика колку да биде. Тоаш Катица Јанева има директна одговорност пред граѓаните да одговори како се уште излегуваат од нејзината институција прислушкувани разговори. Србов, ние секојдневно гледавме во изминатиот период дека на Facebook се објавуваат разговори, фокусот беше во тој момент на политичари од Ама чекајте сега, еве јас можеби грешам, интеграција. можеби не се сеќавам, но поправете ми, ги предаде ли Заев сите ке Катица Јанева? Разговори ли не ги предаде? Можеби сум грешка. Заев тврдеше дека ги Тврдеше дека ги предаде. Значи тврди дека ги предаде. Катица Јанева кажа дека ги превземала сите и дека таму седели да ги не ја прислушуваа. забораваме фабриката за афери на Чаушот, кој беше сликан и во кабинетот на лидерот на СДСМ. Тогаш има можеби дајано снимки на Косово. Можеби има дајано снимки по не знам кои се други подземни структури за да оценуваат некого во оваа држава. Тогаш кажете ми, вие кој треба да се апси да се седне пред обвинителство во оваа држава? Дали тој што таму зборува на снимките дека на некој ќе му удри шамар, а притоа никогаш не му удрил шамар, или овој кој снимал нелегално и сега тие снимки ги дели по луѓе за да оценуваат? Значи со тие снимки некој може да оценува на берза некој бизнисмен, Има и такви пријави. да го прислушкува. Значи, разговарате вие со некој со кој се работувате на берзата, вашата конкуренција ве прислушкува и ви го бутка целиот бизнис. Па вие знаете ли што е тоа? На запад мислам дека се глави летаат за такво нешто. Имаше нели една изјава лидерот на СДСМ во која вели ако некој знае што правеле бизнисмените во Македонија, тоа е Зоран Заев. И сега јас кога го гледав тоа, зарем тоа на некој зарем тој се гордее со такво нешто. Тоа е воајерство. Зарем се гордее со тоа дека ќе каже на телевизија, па можеби премногу знам онака гордо. Што знае? Се извинете, кој со кого одел или швалерки или не знам што или кој на кого што му кажал гопцу или така натаму. Тоа ли е тоа е некакво достигнување во кариера? Знам премногу. А да прашаме ние Зоран Заев дали бизнисмените, дали неговиот бизнис кој тече така глатко за време на ВМРО ДПМН кога ги направи најголемите милиони, па да не се должи тој успех на бизнисите покрај тоа што го фатија за барање на мито и корупција 1 евро, нели ке вицето 1 евро за црквата, па да не се должи можеби на овие снимки. Кога одел на тендери да прислушкувал? Ајде да го отвориме тоа прашање. Можеби има снимки каде конкурентската фирма се договара преку телефон на тендерот како да настапи, со која цена да настапи, до која цена би оделе на тендерот, до каде да се спушти цената на производите, така натаму, да не навлагам во тој дел. И Заев дирал на таа карта, да ги знала разговорите однапред и така да ги добива сите тендери. Ајде да го отвориме тоа прашање, што тој има снимки, може се да прави. И тој се гордее, замислете да се гордеете со нешто дека сте слушале на воајерски буквално. За мене е несфатливо. Специјалното јавно обвинителство ќе треба да даде одговори од каде и кој ги понатаму објавува разговори, кој бил изворот на овие разговори да стигнат во јавност. Тоа е клучното прашање на кое јас чекам како граѓанин на оваа држава, чекам одговор. Да знам кој прислушкуваше во Македонија. Кој го проби безбедносниот систем. Веќе вака на овој начин се загрозува државата. Притоа специјалното јавно обвинителство излегува на пресконференции и зборува за мислите за со каква опрема располагало МВР. Тоа е нешто несватливо, да кажувате вие со каква опрема располага министерството кое е столбот на државата, која треба да ја брани оваа држава.
Тоа е нешто несфатливо. И специјалното јавно обвинителство првенствено треба да го реши тоа кој прислушкуваше во оваа држава, кој ни го проби системот, кој не слушал нас сите и за какви цели било тоа, дали било за дестабилизација на Македонија, како што го видовме Куманово, дали било за некои слични сценарија на навлегување на паралелни војски на територија на Македонија, со какви цели било тоа прислушкување и со какви цели бил пробивот во Министерството за внатрешни работи. Прво да го реши тоа прашање, а после тоа нека се бави, овој кажал дека ќе мудри оној на третиот шамар, ама овој третиот не добил шамари, тоа се индици. Толку. Тука завршува приказната. Господина Србов, ви благодарам што денеска бевте во пулт на Радио Слободна Ви Македонија. благодарам и на вас. Почитувани слушатели, тука го завршувам ова издание на политичкиот магазин Пулт на Радио Слободна Македонија. Ве поканувам да останете на брановите на ова радио и да не слушате повторно и следниот петок. Јас сум Славе Царсова, уредник и водител на Пулт во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, петок 14 октомври 2016 година. Пријатно. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.